Токму така време и за темата на денот, посебно овие неколку денови актуелна, уствари не само последниве неколку денови, последниве неколку месеци, состојбата со појавата и ширењето на сипаниците кај овците и козите во Македонија станува се поалармантно, меѓутоа кои се најголемите жаришта, колку е сериозна ситуацијата и кои мерки се преземаат за спречување на ширење на болеста, меѓутоа и она верувам што најмногу ги интересира гледачите, а тоа е дали смее да се конзумира месото и млекото од суспектните животни или не дај Боже од заразените животни, ни одговара професор доктор Игор Џаџовски, раководител на Националниот институт за ветеринарство и храна при факултетот за ветеринарна медицина во Скопје. Добро утро и добро ни дојдовте. Добро утро, добро најдов. Еве да почнеме со ред. Колку е сериозна ситуацијата во Македонија со сипаниците кај овците и козите? Па за жал ситуацијата е прилично сериозна. Епидемиолошката ситуација не е добра, значи болеста зема замав и се шири. Секојдневно имаме пријави за нови жаришта. Македонија не е изолиран случај. Болеста е присутна и во земјите од соседството. Значи тука се шири, особено во Грција има голем број на жаришта секојдневно и тешко се справува. Кај нив уште од минатата година е почнала, значи многу поодамна е влезена болеста и тешко се справуваат ветераните власти со оваа болест. За жал, од оваа година во јануари месец се потврден првиот случај и кај нас и од тогаш континуирано значи се шири и предизвикува и е сериозна болест заради тоа што предизвикува огромни економски штети. Професоре, спомнавте Грција, но во Македонија кои се најголемите жаришта? Па како што спомнав, првото жариште беше откриено во околината на Куманово, селото Липково, и од тогаш навака значи се шири во генерално е зафатен североисточниот дел од земјата. До сега немаме пријавени, детектирани и потврдени жаришта во западниот дел, да речем, ајде од левата страна на Вардар. Така да, меѓутоа состојбата се следи будно, секојдневно со колегите од Агенцијата за храна и ветеринарство, како и колегите доктори по ветеринарна медицина на терен, сме во комуникација, така да се превземаат сите мерки да се стави болеста под контрола. Како се пренесува болеста и кои се првите симптоми? Еве ќе разграничиме дека ова се сипаници кај овци и кози, а не овчи сипаници, со оглед на тоа овчите сипаници се нашите човечките сипаници, односно варичелата, нели? Така, токму така, значи ова станува збор за вирусот групата на покс вируси на сипаници кои што се специјално нели адаптирани за овој животински вид и не представуваат зоонози, односно не е болест која што се пренесува од животните на луѓето. Со еден збор, овчите сипаниците кај овците и козите сега што ги имаме, за кои што зборуваме, не се опасност за луѓето, односно луѓето не се заболуваат од оваа болест. Инаку болеста се шири со директен контакт помеѓу заболените животни, со нивните екскрети, аерогено преку издишување значи на вирусот. Меѓутоа исто така, што е исто многу битно, се пренесува и преку контакт со заразени предмети, отпад, преку облека, обувки, со возила, така да тоа особено е битно кога станува збор за епидемиологијата, односно за начините на кои што вирусот се шири и стигнува до нови, да речам, одледувалишта, нови жаришта. А професоре, што се презема кога ќе се оди на терен и ќе се види дека некој животно или стадо е заболено? Значи, сомнежот за евентуално нели за заболување или дека болеста е влезена во некое стадо, најпрво доаѓа од самите фармери, кои што забележуваат промени во однесувањето на самите животни. Пред се, болеста се манифестира со покачена температура, која што резултира со намален апетит, апатија кај самите животни и се док се појавува околу очите и носот. Значи, самите фармери ги познаваат дека животните нешто не е во ред. Малку подоцна, значи во таа фаза на инкубација се појавуваат карактеристични симптоми, како и кај нас, нели кај сипаниците, со појава на мозолчиња на кожата, особено на пределот на глава, уши, околу виме, кај нозете, кај оние делови кои што се помалку обраснати со волна. Во тој момент, значи, тие се јавуваат кај своите матични ветеринари, значи доктори по ветеринарна медицина, каде што се поставува сомнеш, се зема материјал и се испраќа до лабораторијата на потврда. Значи, без лабораториска потврда не можеме да знаеме, да кажеме дека се станува збор за сипаници и во момент кога ќе добиеме потврда лабораториска дека тоа е вирус на сипаници кај овци и кози, тогаш веќе се превземаат административни мерки, односно се прогласува жариште, околу тоа жариште во зоната
од 3 километри се прогласува зона на поднадзор, каде што и имаме поширока малку зона на односно рестриктивна зона и зона под надзор, каде што се имплементираат мерки кои што се насочени кон тоа да се запре ширењето на болеста, односно на вирусот. Тоа се забрана за движење на животните, чистење, дезинфекција, стадото каде што е потврдена болеста, за жал, мора да се уништи, значи се етаназираат самите животни, заради тоа спречување, нели, на понатамошното ширење и се дава забрана за повторно населување во одреден период од 3 до 6 месеци, за да вирусот кој што наоѓа во самата почва, значи да може да биде уништен за повторното населување, да не предизвика повторно појавување на болест. Значи тоа се забранува нормално продавање, движење на животните, пазари, сточни и така натака, значи во тој регион, и тоа се генерално забрана за промет на продукти од животните, така да тоа се основните мерки кои што се применуваат во случај на потврда на жариште. Сега рековте забрана за продуктите, односно за пласирање на продуктите. Дали е безбедно? Верувам тоа граѓаните најмногу ги интересира конзумација на месо и млеко од инфицирани животни или суспектни, да кажеме. Дали треба да се избегнува купување и конзумирање? Така. Како што спомнав и на почетокот, болеста не е зооноза, значи човекот нема опасност од заразување. Меѓутоа, ниту месо, ниту млеко или млечни производи, значи сирење од месата од жилиштата каде што е потврдена болеста не смеат да се продаваат, односно се ставаат во промет. Тие се конфискуваат, односно се уништуваат. Кога станува збор за месото, ние кај овој вид на животни нели знаеме дека тоа во предежно е јагнето кое што се нели конзумира. Постарите животни не се користат за исхрана. Најбитен продукт тука ни е млекото и односно сирењето. Меѓутоа тоа се начини преку кои што вирусот се шири и поради тоа една од мерките кои што ги спомнавме во потврдени жаришта се тие дека овие продукти не смеат. Значи не е законски да се ставаат во промет. Значи не дека биолошки ако нешто се конзумира ќе биде, меѓутоа тоа е незаконски. Така да купување на месо, а особено исто така и на млеко и на млечни продукти во секој случај препорака е да биде од месо кое што е поминато онаа регуларна контрола, ветеринарна контрола, каде што е санитарно потврдено дека месото е исправно, значи и хигиенски и здравствено, така да сето она купување надвор од регуларните, нели, маркети, пазари и така натака, значи месо кое што нема печат дека е исконтролирано, не е препорака да се купува не само не заради оваа болест која што не е зоонозна, меѓутоа сите оние други кои што се ризик. Параметри. Да, дали има доволно контрола на движењето и транспортот на овци и кози од и кон погодените подрачја? Па, како што спомнав и претходно, самите мерки кои што се изречени, се изрекуваат од страна на Агенцијата за храна и ветеринарство, забрануваат движење. Контролата тука во однос на тоа во спрега, значи заедно со инспекторите на терен во служба на Агенцијата за храна и ветеринарство е во координација и со Министерството за внатрешни работи, така да секој евентуално движење би било пријавено и би било санкционирано. Сега нормално дека ниту една мерка, ниту една институција не може да се справи самата доколку немаме соработка и свесност од самите фармери, односно сточари, да се придржуваат кон мерките кои што се наложени и пред се да не се кријат евентуално. Што треба да направи еден сточар кога ќе примети некои промени? Многу е битно во овој момент да се таа свесност, како што реков, и таа соработка и доверба помеѓу фармерите и помеѓу институциите да биде на високо ниво и да има почеста комуникација, за да не се случи оно што го спомнав, да дојдеме до тоа да симптомите кога ќе ги забележи самиот фармер, пошто реков, тие се секој ден со своите животни, тие знаат кога некое животно не е како што треба, нели, покажува симптоми на некоја болест, да го пријави за да може она што е клучно да се направи брза дијагностика, значи потврда за да можат мерките кои што ќе се наложат да бидат благовремени. Затоа што секој одложување представува ризик, како што спомнав, не само движење на животни од тоа стадо, продавање, па да се пренесе на друго подрачје, во друго стадо, туку и самото движење на луѓето или на возила кои што биле во кругот каде што самата почва е контаминирана, представува ризик да го прошират вирусот не сакајќи, не знаејќи и на поголеми дистанции, да речеме. И тогаш се даваме нов проблем. Значи, веќе го прошируваме тоа жариште од тука, имаме нели одреден период на инкубација кога
нити самите сточари не можат да знаат додека не се појават првите симптоми. Во тој период ризикот, односно е најголемиот проблем во делот на ширењето на болеста и зашто ние не можеме да стигнеме, нели, да мерките кои што ги наложуваме, нели, бидат комплетно ефикасни. Затоа ова соработка мора да биде на високо ниво, значи секоја промена на здравствената состојба мора да биде пријавена до матичните ветеринари, преку нив и Агенцијата за храна и ветеринарство, до Националниот институт стигаат примероци за анализа и во рок од 24 часа се знае, нели, се потврдува или се отфрла потврдата на болест. Професоре, велиме дека ситуацијата е аларматна, но дали доколку се следат правилата, ќе може да се стави ситуацијата под контрола? Па многу тешко е да се даде одговор на ова прашање, како што спомнав и во други земји, особено да речем, ако ги земеме како пример или како репер земји членки на Европска унија, како што е Грција, како што е Бугарија, гледаме дека тешко оди тоа справување, иако, да речеме теоретски, би требало да може да се стави, затоа што за разлика од некои други болести кои што се пренесуваат со вектори, да речеме, нели, со комарци или крлежи или така натака, тука контактот главно, односно преносот е со директниот контакт помеѓу заболени животни и, како што реков, со контаминирани предмети, што значи дека ако навремено се постои диагностика, ако се почитуваат оние мерки кои што се наложени во делот на рестрикција на движење и така натака, значи дезинфекција и период на мирување, би требало да може да се стави. Меѓутоа, во овој момент, како што спомнав, како што гледаме дека болеста континуирано продолжува да се шири, бара огромни напори и голема комуникација, како што реков, и од сточарите, заедно преку Агенцијата за храна и ветеринарство, кој што се оној орган кој што ги наметнува или ги креира политиките, за да можеме да зборуваме да се болеста стави под контрола, односно оние подрачја кои што се уште не се зафатени, да успееме да ги сочуваме, значи, да болеста да не ни влезе. Тоа е она кога зборуваме во она што можеме ние како држава да направиме за да ја контролираме, да се обидеме да контролираме епидемијата на територија на Република Македонија. Меѓутоа, како што спомнав, имаме и соседни земји. Мислам дека сега скоро во јули има пријавено случаеви и на Косово, така да мислам и во Албанија, така да особено таа илегална трговија или движење на животните во пограничните региони е исто така ризик да евентуално во тие подрачја кои што се уште немаме, да речеме, потврдена болест, да евентуално е голем ризик за внос. Така да тоа би било уште еден апел за сточарите и фармерите од тој регион да бидат особено предпазливи и да не превземаат, да речем, овакви активности кои што би биле купување на животни од другите земји, кои што се моментално потврдени, за да не ја внесеме болеста кај нас. Професор, ви благодариме на разговорот и за издвоеното време. Се надевам дека успеавме да ја доближиме малку повеќе темата до нашите гледачи.